Власта и опозицијата во отворен политички судир околу донесувањето на новиот изборен законник кој влезе во собраниска процедура по скратена постапка. Во обид да се деблокира, координаторите на пратеничките групи денеска на заедничка маса во обид да ги надминат несогласувањата. Од СДСМ и денеска отворено најавија дека ќе го блокираат изборниот законник со што ќе поднесат 10.000 амандмани. Мицкоски вели дека владата ги прифатила сите предлози на опозицијата. Тоа не е вистина. Не знаеме на кого мисли, бидејќи СДСМ и луѓето околу фронтот за вистина и правда се единствената реална опозиција во Македонија. Се друго е театар. СДСМ го блокира законот за да спречи изборен грабеж и затоа што одбива да учествува во уште еден закон скроен по мерка на организираната криминална група ВМРО во момент кога владата не исполни ниту еден сериозен реформски услов кон Европската Унија. Блокирање на изборниот законник најавија и од левица. Граѓаните треба да знаат дека правилата на играта ги одредува изборниот законник. Моментално ВМРО-ДПМН пробува да донесе крајно авторитарен, недемократски изборен законник, затоа што за работите кои се дискутираше и за кои немаше консензус, сега се појавуваат како гласањето на дијаспората кое треба да се проблематизира. Од ВМРО-ДПМН вела дека СДСМ и левица здружено го блокираат изборниот законник, кој со месеци го договарале и во кој, како што велат, владеачката партија прифатила се што тие предложиле. Упатуваме јасна порака до Социјалдемократскиот сојуз и до левица да предложат амандмани со кои бараат корекција на начинот на заокружување и на поднесување на приговори и да ги повлечат другите амандмани и заедно консензуално да го донесеме овој изборен законник. Нашата дијаспора има право да учествува по електронски пат на следните претседателски избори во време кога вештачката интелигенција има клучна улога. Од ДУИ вела дека не е потребен само политички, туку и етнички консензус. Оттаму додаваа дека нивните предлози доставени до работната група се сите прифатени, освен оној за една изборна единица со отворени листи и со прак од 5%. За донесување на изборниот законник треба етнички и политички консензус. Без етнички и политички консензус не може да се донесуваат правила кои се поставуваат правила за изборите, било тие парламентарни, било тие локални избори или председателски. Така што ние стоиме во ставот дека за било каква промена на изборниот законник треба етнички и политички консензус. Забелешките на опозицијата е електронското гласање на дијаспората без механизми за контрола, промена на начинот на означување на гласачкото ливче, ограничување на приговорите само за оние кои се наведени во записникот, потоа забелешки за членот во кој се предвидени казни до 8.000 евра за објави на социјалните мрежи, како и финансирање на изборните кампањи.